Здраво, ова е 84-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е High Life на Клер Дени, во кој станува збор за таткото Монте, глумен од Роберт Патисон, и ќерката Вилоу, кои се обидуваат да преживеат во Вселената, препуштени на себе си во изолација од цивилизацијата. Ова е научно-фантастичен филм за заробеници во вселенски затвор, кои нема да може да се вратат на земјата затоа што нема живот за нив на неа и се препуштени да лутаат низ вселената со лимитиран воздух и струја на располагање. Со помош на флешбек секвенциите дознаваме дека станува збор за екипа на рециклирани криминалци кои државата ги искористува да работат од рамките на затворот, па затоа ѕидовите на вселенскиот брод асоцираат со боја на ќелиите, наместо да изгледаат префинето исчистени и светнати, руските униформи изгледаат на затворенички, а единствениот излез кој им е дозволен е во градината, односно собата за исполнување на сексуалните задоволства. Присутни се контролни панели со ретро изглед и бескрајни коридори, препознатливи од филмовите на 80-тите години на минатиот век. Монтирани се неми спомени за луѓето, снимките на спомените кои ги прогонуваат од земјата се третирани како паразити и вируси, кои ги искушуваат со пораките кои ги примаат од земјиното тло, како и флешбеците од детството кои не може да се потиснат во подсвест. Притаена е идејата за колонизирање на космосот во филмот. Научна фантастика е само фасада, изговор за категоризирање на делото, во кое се кријат меѓучовечките тенденции на искреност, доверба, верност и блискост, затоа што во секој од човечките поларитети кои ги застапува Дени, знаела да внесе нежност и да го очовечи некој монструм или обратно. Меѓутоа, филмот се држи до непишаното правило на научната фантастика, кој уште од Мери Шели се почитува: ако се нарушат правилата на природата, ќе се плати големата цена. Иако режисерката избегнува постојана употреба на гринскрин и визуелни ефекти, јажење и бестежинска состојба за прикажување на летот низ вселената, специјалните крвави ефекти доаѓаат на сцена во процесот на разболувањето и меѓусебното убивање. Режисерката разработува табу на интимност и сензуалност, прикажувајќи од пиење на урина до мастурбирање, силување во сон и користење на соба за секс, истражувајќи ги меѓучовечките плосни односи и границите на сопствениот нарав. Ликот на Патисон е доведен во безнадежна состојба, согледувајќи го без излезот додека ги отстранува мртвите тела на космонаутите во галаксијата, символично алудирајќи на паднатиот клуч во небеднината, бесконечниот мрак, односно празнотијата која све проголтнува во заборав. Можеби амбисот се расширува во душите на секој од осамените ликови во вселенскиот брод. Тој си има низа на лузни, се држи до ритуалите на хигиената, има за цел да ја израсне ќерката, иако неговата животна приказна вклучува едно убиство од мали нозе, кое ќе го отплаќа до крајот на животот и покрај секоја тешкотија и екзистенцијална криза има одговорност која ќе роди љубов и грижа од која нема да крене раце, документирајќи актерската способност на Патисон да не убеди во дадената роља. Во ликот на доктор Дипс ја гледаме Жулиет Бинош, со коса до земја, која нема проблем да ја реализира незината сексуална потреба со жив или мртов објект, често и фантазирајќи во црнина, иако таа е маниакално обседната со агентата да создаде совршено бебе по секоја цена, па дури и од тие што имаат завет за абстинирање од секс, која ги надминува етичките норми со морален релативизам, зашто ќе го најдеме оправдувањето во незината животна предложка и алегоријата за античката Медеја на Еврипид, но и поигрувајќи си со оваа галактичка еденска градина. Иницијалната промисла за кастингот ми беше дека станува збор за мрзеливо двојство на Дени, затоа што двајцата глумеа во Космополис на големиот Девид Кроненберг, па можеби ќе сака да го рекреира режисерката нивниот заемен однос, но таа го искористува абсурдното спојување, кое успешно го иницираше Дейвид во нејзина полза во подеднакво бизарна ситуација. За изборот на филмовите во кои глуми Мија Гоth можам само да дадам комплименти за тоа што девојката очигледно има добар вкус за жанровските дела и е одличен избор за ансамблот во ова филмско остварување.
Ако снимањето со деца е напорно за вадење на посаканиот перформанс, тоа е многу потешко со бебе, посебно кога треба да се има по многу кадри од филмот, но одлично се има справено со овој предизвик во High Life. Насловот, иако води потекло до фразеологијата за животот на белците, тука е реконтекстуализиран во неговата поделба на височината на Вселената и животот кој очајно сака да го создаде ликот на Бинош. Артхаус филмографијата на Денис знае да биде провокативна и антропоцентрична, да дојде до флоскулата на осознавањето, соголувајќи ја суштината од телата, концентрирајќи се на нивната површина со објективот, но понирајќи во емоциите, додека не се постигне свет на хипнотична заумност, занес во кој паранојата и очајот ќе го надвладее разумот на ликовите. Патувањето во непознатото е една од основните тропи, влегувајќи во црната дупка и доаѓањето до недопрениот свет, водени од надеж и желба за преживување, кои што водат во амбигвитетен крај кој е оставен отворен за толкување на секој гледач, иако Дени веќе се изјасни дека за неа крајот е само еден нов почеток. Јас сум понихилистички настроен на неа, па затоа епилогот со зачекорувањето во светлината ми делува наивно. Музиката на филмот ја работи долгогодишниот соработник на Дени, пејачот на Tindersticks, Стюарт Стейплс, која се базира на атмосферичен призвук изведен на клавиатури и бас. Краткото сценарио напишано од страна на Дени со нејзиниот долгогодишен соработник Жан-Пол Фаржо, кое се доразвивало на лице место поради агенсот на непознатото, избркало многумина потенцијални учесници во филмот, кои не сакале слепо да се впуштат во авантурата во Вселената. Жанровскиот исчекор на Дени е за поздрав, затоа што е предизвик да се забележат начелата на незината филмска поетика, како би резонирале во рамките на научната фантастика. Двајца кинематографи ги засукаа ракавите и решија да станат потписници на визуелниот печат, од кој едниот е фотографот на Only Lovers Left Alive, Јорик Лесо, а другиот е кинематографот за време на снимањето во Полска, Томаш Наумиук, со тоа што Дени прави еден исклучок, не соработувајќи со незината постојана соработничка Агнес Годард. Поранешната асистентка на Вим Вендерс, режисерката Клер Денис, за мене е светска суперсила на артхаус кинематографијата, која се издвојува со тактилно изнесување на емоционалниот набој надвор од телата на актерите и прикажувајќи ги во ментална и физичка соголеност пред надоаѓачките предизвици, како што тоа добро знаеше да го долови уште во првиот Чоколадо, серијата на последователни успеси со Нанет енд Бони, Бо Травај и Trouble Every Day, нудејќи осаменички потфат во The Intruder, расна нееднаквост во White Material и одмаздолюбието во Bastards, за да го сними според мене најслабиот филм во кариерата, Let the Sunshine In, кој не ги исполнуваше критериумите на видеологија за да добие анализа, но затоа со новиот филм се врати во незината филмска потрага по вистинитост. Соработката со Патисон ќе ја продолжи и на наредниот проект во најава, The Stars at Noon, филм за исчезнатата американка во Централна Америка, по кој ќе го сними незиниот краток филм кој ќе биде составен дел од омнибусот Роттердам I Love You. Елиптичната монтажа по која е препознаена Дени не е изоставена и од овој филм за да се совлада времето како константа. Во филмот употребени се снимки на 16 мм кога се прикажуваат домашните видеа, а целосниот филм е работен во нестандардниот 5:3 аспект, односно 1.66:1, што е европскиот пенен скен, снимен со Alexa, кој се покажа дека е адекватен за прикажување на клаустрофобијата во Вселената на заробениците на кадарот. Тоа што не функционира во филмот е давањето на потребниот исчекор за одамна мртвиот научно-фантастичен филмски жанр, кој тука е киднапиран од страна на Денис за незините потреби, но не е возвратен некаков драстичен чекор во нови пространства, ниту го добива потребното ревитализирање со корпусот на чинители по кој е препознатлива Клер Дени, но затоа пак успева да создаде едно дело кое можеби технички заостанува за Silent Running, Moon, Solaris, Under the Skin, Annihilation и Sunshine, но вметна емпатија и надеж во еден безперспективен свет во вселенските зандани, во еден неповторлив и фасцинантен филм за гледање.
Филмот беше прикажан во Торонто на ТИФ и предизвика напуштање на киносалата од неуките гледачи кои не се подготвени да ја соджвакаат провокативната визура на Дени, а потоа имаше обемно светско прикажување во Сан Себастијан, Сиджес, Нью Йорк, Бусан, Гент, Љубљана, Гетеборг, Ротердам и многу други филмски фестивали пред да заврши на стриминг сервисите. Ако морам да го евалуирам, тогаш High Life од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 84-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!